Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Како што се одвива сето ова на глобално ниво, полека, но сигурно се отплетуваат многу работи во кои што змијата доаѓа до време кога треба да изеде својата опашка. Или поврзаноста со перигреот, поврзаноста со нулта позиција, а тоа значи дека се повеќе и повеќе треба да зголемиме љубовта, се повеќе и повеќе треба да бидеме слободни, се повеќе и повеќе треба да се тргнеме од заложништвото, преку катанецот на умот и прангите на нозете, се повеќе и повеќе треба да согледуваме вистината, затоа што вистината е таа што треба да додржи земјата во живот. Она што доаѓа посебно на крајот на овој месец и месецот јули, па се до 11 септември, па се до 11 септември, не е за објаснување, не е ни за кажување, освен да се водиме позитивно, да се држиме до вистината, затоа што единствено таа ќе ја додржи земјата во живот. Случувањето околу Владо Павлов полека но сигурно се отплетуваат. Она што се правеше 10 години уназад, веќе ви го доставувам и ваше да утврдите дали навистина не само во Македонија, туку и на глобално ниво глобалистите имаат за цел да избришат со гумичка Македонија, а и делата на Владо Павлов. Сето она што го имам истражувано и што го имам видено преку свеќето на животот, затоа ми е потребен овој мир, затоа и се повлекувам од многу активности, бидејќи, верувајте ми браќа и сестри македонци, не можете вие ова да го правите. Ова се некои работи на кои што сум го потрошил целиот живот, работи кои што сум ги прател, уште од времето, пример на Никола Груевски, па до ден денес. Значи, овде си има една агенда која што тие спроведуваат, имаат за цел. Целта е пречек на Антихрист, може би на лудничево, може би е забегано, ама навистина е така и во ова учествуваат многу. Така да во тој временски период први кој се појави покојниот Ниче Димовски, кој што со неговата екипа, еден со 100 профили, ботови како што ги велите денес, пукаа од сите фронтови кон Владо Павлов. Потоа се појавија работилниците на Аристотел Тентов, па на Никола Ристевски, за да подоцна продолжи Љупчо Палевски Палче, за да продолжат ботовите од Јован Кукузел на Фрчковски, значи, а исто така и оне другиот Кукузел, каде што стои Миле Кукузел, за до ден денес да дојдеме до главната цел и суштината на сите оние кои што од страна го персираат и имаат за цел да ви отворат лажен гроб, кој што има посебна цел, а таа цел е малку е што ние дадовме Македонија на јужниот сосед, сега со гробот и овој дел јужниот сосед да ни го земе, затоа што ние сме нели северно од
Македонија. Ние немаме право на ништо друго. Ние немаме право на Филип, на Александар, на Минта, на никого ние немаме право. И тоа е се по заслуга на нас. Значи, ние мораме да се обединиме, мораме да се ослободиме, оплемениме и трета фаза да се обединиме, бидејќи со катанец на умот и пранги на нозете и со филозофии и со надпревар на филозофирање и со надпревар кој е поголем светец, кој е поголем Бог, еве до каде дојдовме. Дојдовме до дното. Значи, најпрво мора секој да си ја признаеме вината. Ако зборуваме за промена на името, треба да кажеме дека името го променија сите политички партии, а најмногу за и бойкотирам. Ако добро се сеќавате, во еден временски период, исто така Владо Павлов беше ставен на тапија од бойкотирам. За мене нема разлика од за и бойкотирам. Но, тоа е минато и не треба да се враќаме, али ова минато треба да ни даде виза за еднината. Се е решливо. И име и све, ако сакаме да го решиме. Денешниот ден ми е резервисан за вистината на цвеќето на животот, кој што поврзан со слободата на секој оној, ако добро го дешифрира. Јас од моето истражување сиви овие 25 години имам запишано неколку работи каде што денеска ќе ви ги соопштам и се поврзани со вистината за цвеќето на животот. Значи геометријата или светата геометрија која што има на овој крунисен доказ за Македонија, од секогаш за нас македонците служил се до Рим како најстара метафора на човештвото за космичкиот ред. Ние или древните македонци забележале дека хармонијата во музиката произлегува од бројни соотношенија кои што владеат со кристалната симетрија на минералите, идентично како и владењето на ливчињата на цвеќињата и орбитерачкиот танц на небесните тела. Затоа се спротивставувам и барам од основно јавно обвинителство Кочани да се врати цвеќето на животот кое што наводно е во музеј, во депото на музеј на Република Македонија, за да докажеме ние македонците, каде што ќе покренам петиција, дали сакате да ја представиме вистината како што јас сум истражувал и да им се спротивставиме на сите оние кои што имаат за цел да го украдат, а тоа е дека е од мермер и дека е отомански символ. Значи, кристалната симетрија на минералите во нашиот артефакт многу добро влијае за хармонијата во музиката на истата ова плоча. Дали е кварц, дали се минерали, кристални минерали, ќе покажеме сите ние. За мене, симетралното и суштинското значење на цвеќето на животот е слобода. И тоа ќе го докажеме сите заедно. Затоа што златната спирала, сите ние знаеме дека се витка низ школки, бури и галаксии, како да природата ги следи истите овие линии на земјата и низ различни размери на денешната реалност. Дали можеме да разговараме и да продолжиме да разговараме, затоа што ми е многу битно да комуницираме, да дебатираме, а не да бидам само како монодрама, во кој што монодрама никој не добива. Значи, ќе почекам да разговараме, да дебатираме,
Затоа што е многу битно за да дојдеме до заклучок дали Владо Павлов нарачено е бил забеган, дали Владо Павлов нарачено требало да го направат семеен насилник, дали Владо Павлов нарачено требало некој да го направи преварант, дали некој нарачено сакал да го направи Владо Павлов надрилекар, а каде не имаме солени соби, кои што се со законот на Република Македонија и каде што ние вршиме услуги на кои што услуги даваме фискална сметка. Дали сето тоа е било едно нарачено сценарио, а се со една цел да се украде овој значаен артефакт, кој што значи слобода за сите македонци и преку нас за целиот свет, каде што ова геометрија света преку цвеќето на животот служи како најстара метафора на човечанството за космичкиот ред. Не знам дали можам на некој начин, ако некој ме следи и ме слуша, дали може на по-прост начин да го објасни ова што значи за денешницата овој значаен артефакт за Македонија, кој што е поврзан со градот на светлината. Значи, ваков артефакт може да има само град на светлината, каде што вториот, а уште многу други докази ќе ви докажам, беше и денот на летниот сонцесто или летната равнодневница, каде пред сите вас со вклучување во живо го покажувавме затемнувањето на останатите пирамиди во оној хоризонт, во она паралела на сонцето со заоѓање и уште еден доказ дека Кочани е град на пирамиди. И не само Кочани, и многу други градови во Македонија исто така имат пирамиди. И ваше е да му соопштите на Семир Македонски зошто упорно ја избегува Македонија кога разговара за пирамиди. Значи имаме вели пирамиди во Босна, имаме во Србија, имаме во Грција, ама некако кога дое до Македонија никако не споменува дека Македонија има пирамиди. А зошто? Зошто Македонија нема пирамиди, има само томулуси? Зошто наеднаш Семир Османагич зарем толку му дојдело да прави оргони и да прави пирамиди или некој друг од Македонија му ги прави и му ги доставува? И дали таа цел е идентична на целта која што ние повеќе од 15 години ја држиме таа фреквенција од ова свето место, од овој свет град Кочани? Дали сака високо да го представи така? Вие самите треба да заклучите. Значи, ќе пуштаме една музичка номера за да можеме да разговараме или да прекинам, бидејќи сакам да дебатираме, сакам на колективно ниво да се ослободуваме и да се будеме. И ова што го правам не е индивидуализам. Дали ме разбирате, македонци? Затоа што слободата во ова смисла која што е представена преку цвеќето на животот и преку она што јас го презентирам од денонокното истражување, не е само политичка привилегија. Да се разбереме. Значи, слободата во она што Владо Павлов го представува не е само политичка привилегија. Значи, ја можам да прекинам со целата ова вистина сиве овие 30 години или последните 15 години што го правам. На удар се сите мои бизниси. На удар беше фамилијата, на удар беа бизнисите, на удар и до ден денеска се она што представува Владо Павлов. Да, ама тоа значи заложништво. Не си слободен. Значи таа слобода која што секој од нас треба да има. Во ова смисла што ја презентираме, како да ви објаснам, значи не е некоја политичка привилегија. Ова е структурна потреба за геометријата на животот, кој што на секој од нас треба да му остане недопрен со црни дамки. И ако продолжиме и понатаму оваа аналогија, човечанството
треба да станува жив полиган во космичката диаграма. Нели, како е горе, така и доле. Ќе пуштам некоја музичка номера за да можам да дебатирам и да разговарам. И ако може некој од вас, ова што го представувам на мој начин преку артефактот свеќе на животот на кој што работев повеќе од 15 години, да го опише на некој попрост начин, за да биде достапно до сите нас и да ни искочи ова монодрама. Затоа што верувајте ми дека секој како индивидуалец денес има улога како врв на свеста да биде поврзан со другите кои што се меѓу нас преку одредени линии на нашата соработка, емпатијата и заедничката наша судбина која што ја поминуваме во овие моменти кога нашиот млечен пат, меѓу кој нашата земја ги поминува завршните, како да кажем, километри од прстените на Алконе. Или во превод, поминувањето низ прстените на Алконе на секој 3000 години, а денес го дочекавме, ние сме таа срекна генерација, е поврзано како што пред 15-20 години ви имам соопштено со менувањето на магнетните полови на Земјата. Некој ќе каже Венецуела, Флорида, Јапонија се далеку од нас, но и се многу блиски затоа што сите ние како земјина сфера сме на една иста оска. Значи, драги вели, ситно удри без запир, кон вистината на средба доаѓа. Мистерија, мали ме правите, среќен со голема верба кон останувањето. Хајде да продолжиме со писанија. Ќе продолжиме ова тематика, затоа што изминативе 5 цивилизации, или да кажеме здравите цивилизации се однесуваат како динамични геометриски системи способни за самоприлагодување, каде што секогаш мокта ќе циркулира наместо да застанува и каде што слободата на поединецот треба да ја обезбедува стабилноста на колективната форма. Значи, наспроти моќта на индивидуалецо, како што е до ден денеска се повеќе и повеќе расне, треба да застане за да може да дојде слободата на секој индивидуалец, слободата на секој од нас како поединец, преку кој истата таа слобода ќе се обезбедува преку стабилноста во некоја наша колективна форма. Исто како што сум го истражувал кварцот бела како кристал, каде што не случајно овој кристал е вметнат во нашите производи од Феникс, или кристалот кардинал познат, кој што има многу меморија и кој што многу голема енергија абсорбира и кој што е поврзан со древните македонски цивилизации, со престолнината Бела, а исто така е поврзан и со мојот и нашиот Осоговски предел, каде што лежи целосната планина, некогашна Орбела, на ваков кристал. Значи, исто како што кристалот ќе губи својата симетрија кога е подложен на превисок притисок, што значи дека и ние луѓето можеме
тука некаде да бидеме како кристалот. Значи, исто како што ќе губи својата симетрија кога е подложен на некој поголем и превисок притисок, така и нашето општество ја губи својата кохезија кога власта станува концентрирана над природните граници. Кога власта станува концентрирана над природните граници, веќе доаѓа до они одредени работи кои што се поврзани со општење на природните појави или доаѓа до реагирање на големата мајка која што опште со природните појави. И тоа се случува денес. Поради тоа што нашето општество денес и општествата на целата земјина сфера глобално ја губат својата кохезија, а тоа значи дека власта станува концентрирана над природните граници. Тоа е исто како што денес на судењето на Пулс ми јавија одредени наши пријатели дека што ако дискотеката што ако во стилот на што ако дискотеката Пулс не била на мрежа одевана дистрибуција. Замислете, што ако не била на мрежа? Ама затоа ќе кажат праскалките направија се. Тоа е сето тоа пред малку што го кажав, дека општеството, луѓето, власта, државата, исто како што кристалот ќе губи својата симетрија кога е подложен на превисок притисок, така и општеството ја губи својата кохезија кога власта станува концентрирана над природните граници и се става во улога на Бог. И ќе ти каже, што има врска дали дискотеката Пулс била на мрежата на Евана или не била на мрежата. Така? Што има врска ако дискотеката Пулс не била на мрежата, ама била на мрежата на Ангјушев? Тоа е тоа што ние сега кажуваме, дека ние веќе се ставаме во улога на богови. Во овој случај со дискотеката Пулс, Ангјушев е богот. И нека биде бог. Ја немам ништо против. Може би земскиот бог нема да реагира, ама небесниот бог нема да го остави случајов така. И продолжувам. Значи, ова што го споменавме со дискотеката Пулс, што има врска дали била на мрежа, дали дискотеката Пулс била на мрежа на Евана или била на мрежа на Ангјушев? Што има врска тоа? Тоа е. Ама јас ќе ви кажам, да, има врска. Затоа што еден локален бандит во Кочани припрема плац, најголем плац на електрични возила од Кина. Па кој ќе му купе ако се открие целата вистина? Што му треба тај плац? Огромен. Тоа е колапсот на денешницата. Ретко е, нели веднаш, но искористувањето секогаш започнува многу пред фактурата да стане видлива. И сега кога фрактурата е видлива, треба да молчиме сите. А зошто да молчиме? Зошто да молчиме? Зошто да останеме со катанец на умот и пранги на нозете? Значи, верувајте ми, слободата и мирот, милиарда евра да имаме, не можеме да ја наплатиме. Сите бизнеси нека ги угушат. Се нека уништат на Владо Павлов. Ама мојата слобода не може никој да ми ја земе. Затоа што во вакви моменти
во историјата, сепак глобалната атмосфера верувам дека ќе не потсети на структурата која што е турната опасно блиску до незината точка на кршење. Затоа, во некое мое друго видео, ќе ви представам на цвеќето на животот, како една црта не е поврзана во кохезија со сите останати црти. Таа една црта од цвеќето на животот ми го покажува сето ова. Ни го покажува дека во одреден момент ни го покажува стравот. Истиот страв кој што сите вие денес го имате и целиот свет. И така стравот се шири низ нации кои стравот се шири низ нации, низ Македонија, не сите нас како дисонантна вибрација. Вибрација која се движи низ решетката на човечката соработка. А овие морам да признаам, бидејќи се експерти за ширење на негативна енергија и ниски вибрации, се така обучени и има илјадници ботови кои што знаат како да ве уплашат. Пример, имав еден дебакл пред некој ден и кога ќе ти кажат, ти знаеш ли со кого пишуваш, знаете дека тој се плаши. Ама неговиот страв, тој сака да ви го вметне на вас. Тука многу вешто пливат. И ова е обука, не од денес, него на вакви војници, ова обука е уште од времето на Ниче Димовски на кој му се даде ова задача. А Палче ја пренесе. Нели? Ќе го сликаме Владо Павлов, каде живее, куќата ќе му ја сликаме и ќе објавиме, звечката треба да се раскаца, како змијата што се тепа по глава, еве ние го следиме, еве ние го пазиме, не излегнал кафе да пие у Кочани, не смее да излегне, страшливец, вака, така, онака. Верујте ми, обучени се да шират негативна енергија и ниски вибрации. А забораваат истите тие ботови дека имам искуство да го совладам стравот. Како? Па на 19 години, како припадник на специјални единици, бев во Косово, стационирам во Џаковица, каде што Џаковица, знаете, е близко до албанска граница, еден од најтуристичките градови секогаш во тој временски период, а од таму низ други градови. Потоа, за да го совладаш стравот, не е само ватреното крштевање у војна, ако претходно немаш обука на алпинист, на гинјурец, на падобранец. Сето тоа е начин како да го совладаш стравот. А овие толку убаво се обучени да знаат каде да те ударат. И се разбира, некој ќе подклекне, ќе се уплаше, како например, ќе те уценат, нема да работиш ако не отидеш на прославата на ВМРО ДПМН или на СДС. Па како може да ви уценат кога вие имате решение? Или ќе ви уценат пензијата ќе ви ја земат? Па како може да ви ја земат пензијата кога вие сте заслужили таа пензија? Тоа значи робство. Тоа значи катанец на умот и пранги на нозете. Тоа значи дека немаме слобода. Значи имаме страв. Затоа вака ќе биде со целата земјина сфера и со нас како македонците. И со нас македонците. Затоа што војните не избумнуваат напросто како територијални конфликти, туку како пукнатини во подлабоката геометрија на довербата, која го поврзува денес човечанството. А владите, помеѓу кои нашата, и сегашна и претходна, и зависи дали од нас утре дали утре ќе имаме исти вакви, тоа се зависи од нас, се повеќе ќе
се повеќе преминуваат од алатките на надзор, милитаризација на идеолошкиот абсолютизам, се однесуваат помалку како чувари на балансот и повеќе како сили кои се обидуваат да ја пренапишат природната архитектура на општеството. И тогаш кога моќта нивна се шири над пропорциите, симетријата попушта пред асиметријата. Каде што рамнотежата станува доминација, хармоничниот полиедар на нашата цивилизација почнува да се свиткува во нешто цврсто и нестабилно. Опасноста не е само од физичкото уништување, туку и од геометриската корупција. Авторитарните импулси делуваат како гравитацијски аномалии во социјалното наше поле. Свиткувајќи ги сите поред една по една институции, кон централизирана контрола, сите да ги стискат и секој да биде со катанец на умот и праен ги на нозите. Како? Пак ќе кажеме, пак ќе се вратиме на стравот. Бидејќи стравот секогаш е инструмент преку несразмерната моќ која се легимитира самата себе. Како изобилчување внесено во некоја симетрична равенка. Стравот кај вас секогаш ќе менува перцепцијата додека не се појави потребата од дисбаланс. Дали ние денес имаме потреба од дисбаланс? Или треба да чекаме Бог да удари најсилно како што се случи во Венецуела? На нивниот национален празник? На земја која што е водач во наркодилерството со кокаин? И дали тоа случајно? Дали треба да чекаме Бог да реагира со Македонија на некој начин како што се случува? Па не знам. Не знам дали знаете дека со јужноамеричките земји, со Венецуела и со Мексико и со останатите, србите се number one за кокаино. Така да не се јаве потреба од дисбаланс на начин ако Бог треба да реагира. И дај Боже, очите на гулабиците да не се многу раздвојат. Ама ние тоа не можеме да го избегнеме. Ама можеме да помогнеме да не биде многу катаклизмично. Затоа што утре пак ќе ви кажат: абе не е земјотресот проблем со зградите. И така ние како граѓани ќе се убедуваме дека надзорот обезбедува безбедност, дека послушноста гарантира стабилност и дека несогласувањето го загрозува редот. И па до кога ќе се убедуваме така? До кога? Зарем не гледате како некој изиграва копи-пасте? Зарем не гледате дека сето она што се прави врз нас, врз македонците и врз мене како Владо Павлов не е случајно? И сега сите ќе молчат, оние за да не се откријат дека учествуваат во хајката поради тоа што се поклоници на Антихрист? Затоа што Рокфелер го избрал големиот Семир Осман, тој да биде со Паско Кузман,
алфа и омега за антихрист во Македонија. А јас се трудам, затоа што моите виденија, ако не сум нешто предвидел и сум ви го кажал, а не се случило, тогаш треба да верувате дека навистина Армагедон ќе дојде, ако дозволиме некој во некое поле, во некоја купка, да ве лаже дека таму е светскиот и македонскиот цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски. И што верувате вие? Дека тие духови нивни не постојат? Нивните аргументи и она што се прави против нас секогаш ќе ги игнорираат основните принципи дека живите системи не можат да напредуваат секогаш кога се под постојана закана. Зарем шумата кога е лишена од разновидност, таа не станува кршлива. Зарем пожарите беа случајни пред неколку години. Па толку беа случајни што секаде каде што имаше пожар, дојдоа соларните панели. И пак немаме слобода, и пак молчиме. Исто како дискотеката Пулс на денешното рочиште, што има веза дали била приклучена на мрежата на Евана или била приклучена на мрежата на Кочо Ангјушев. И сега траите сите, готово, Кочо Ангјушев е најголемиот бог, има канцеларија до канцеларија до Тино и тука веќе не смее никој да писне. И одма тука ние имаме титула на богови, забораваме на нешто што е, ама затоа ќе скренуваме внимание со надрилекарство за да украдеме плоча, со кое што плоча докажуваме пред целиот свет дека градот на светлината е Кочани, од каде што започнало се, па дури и новата ера и новата религија што некогаш постоела. На едно од плочите го имаше писмото Авеста на зороастратизамот, каде што оде нова Персија со Иран. Она што ви го кажував пред 10 години за зороастратизамот. А тие ги ви кажат дека тоа писмо е отоманско. Не македонци. Тоа писмо е Авеста. И доказ дека дури во некој временски период и Кирк први на Авеста писмо во денешно Кочани оставил трак и дал мантра на таа вода, на таа градска чешма. Замислете, древна Персија пред Дарий III гајла идентична култура со древна Македонија. А веќе истражувам и со цивилизацијата на маите, каде што хороскопите и астрологијата се поклупуваат со Александровата астрологија, за кој што еден тим од не е битно од која земја, кој што работи повеќе од 30 години во таа земја, ја истражува цивилизацијата на Маја, доктори науки и кој што не се геолози како Семир, туку е тим кој што навистина ќе докажеме дека многу блиска цивилизација до древните македонски цивилизации се и маите, за кои што јас имав лошо мислење, реално да кажам поради жртвувањето на пирамидата на месечината, но овој тим кој што работи повеќе од 30 години и кој што има прочитано повеќе од илјадници книги и кој што има истражувано на Мачу Пичу не знам колку пати, треба да му верувам. Ако не се маите жртвувале, нели не ваделе
срце за да земат силата на кралот, на пирамидата на месечината, тогаш треба да бараме кои се тие што жртвувале. Дали се ацтеките, дали се аборџините, и така натаму, и така натаму. Ама сепак, моите аргументи, аргументите на сите нас ќе бидат игнорирани, затоа што ваквите аргументи ги игнорираат основните принципи, дека живите системи не можат да напредуваат под постоја на закона. Нели кажав? А исто така и телото лишено од лишено од рамнотежата своја станува болесно. Сето тоа е поврзано со ова слобода што зборуваме денес. Значи телото кога е лишено од рамнотежата и кога е направено дисбаланс, и немаме регенерирање на нашата ДНК, е идентично на општеството кое што е лишено од слобода. Кај телото станува болест, а кај општеството имаме нестабилност. Потиснувањето може да произведе привремена смиреност. Но тоа е смиреност на застој, не спокојство на равнотежа. И тука е целата таа игра која што вие не можете да си ја разберете и се плашите, имате ниски вибрации, да си кажете дека сте македонци. Затоа што она што го гледаме денес во Македонија, она што го гледаме денес во Македонија во многу региони, не е само политички конфликт. И тоа не е само во Македонија. Тоа е во целиот свет. Туку сето тоа е подлабоко несогласување помеѓу човечките институции и природната геометрија на животот. Самата наша земја како и човекот е сложен биосистем, поддржан од безброј поврзани системи, кои што зависат од динамичната рамнотежа. Како ние ќе ја доживееме динамичната рамнотежа да ја победиме болест? Како земјата ќе ја доживее динамичната рамнотежа да не се зголема до 10 магнитуда земјотресите во наредниот период? Вака како до сега, со страх, со ниски вибрации? Па секој тело е 80%. Разбрнувањето на водата под нас, например, во Македонија, доаѓа од разбрнувањето на сите нас кои што живееме, затоа што секој човек има 80% вода. Така да, ние, жителите на Македонија, имаме толку вода колку што има и доле вода под нас. И кога не ја знаеме пораката која што упатувам повеќе од 20 години љубов и само љубов, кога не ја знаеме и пораката зошто јас сум велел мајки бдејте на своите деца, нормално е дека утре или други ден ќе дојде и Венецуела во Македонија. Затоа што во целиот овај контекст на денешните разговори, слободата функционира многу како симетрија во физиката. И тој е условот што им дозволува на системите да се развиваат без катастрофален колапс. Замислите, сето ова го има во цвеќето на животот. Плочата, која што чекаме, заедно со Основно јавно обвинителство Кочани да се врати и да покренаме иницијатива за дополнително истражување, дали навистина е отоманска и дали писмото е отоманско. И дали е надгробен споменик на некој богат турчин.
во стилот на дедо му на Срđan Керим, Керимбек од Кочани. Од тогаш Кочани дошол под владение на Керимовци. И затоа денеска на сите овие кочански олигарси е дедо му. На вие кочански олигарси е внукот на Керимбек, Срđan Керим. И пак кочанци ќе речат, трајте. Значи пак ќе дојдеме до богови. Да, така на нова година, на 31 декември, ги зедува плочите од музеот на Македонија, овара довлочени им ги даде на нова година и тие истражиле дека тие се од дедо му на Срđan Керим. Керимбек, кочански управенец во некое време, кој што бил од Виница и кој што бил со влашка припадност и го носил името Ѓорги, кој што помага на Виничката афера, да организацијата осоговци биде наместена за убивање на Бекче и однесена во Анадолија. И по заслуга на Ѓорги Влавот од Виница, го стават во Кочани да биде кочански правенец и да биде Керимбек. И ете овие сега од Музеот на Македонија со овара довлочени дојдео до заклучок дека ова цвеќе на животот, за кој што можеме книга да напишеме дека е во контекст на слободата и се тоа што го денеска зборувам, е надгробен споменик на Керимбек, на дедо му на главниот масон на Кочани и на Виница Срđan Керим. Затоа јас побарав од Ојо да се врати. И ја чекаме месец дена да стигне од Скопје, за да покренеме иницијатива од странство да донесеме експерти да ја проценат дали е мермер или кварц, дали е авеста или отоманско писмо, дали е турско или е античко македонско. Ама се уште не е стигнало од Музеот на Македонија веќе месец дена. И нашите сомнежи водат до таму, кои што ќе се објавуваат секој ден, дека големиот Семир Македонски алијас новиот Александар Македонски со помош на македонци издајници ја одигруваат целата ова хајка против Владо Павлов од претходната влада, каде што му значи на Зоран Заев ваков хронисан доказ за градот на светлината и Кочани како град на пирамидите. Кејчановиќ, брате, Зоки. Ма зашо Кејчановиќ? Да го гледаме на јахта, со стомак, да го гледаме у Дубај, згради праве со другар му Вицето, брат му Вицето и другар му Венко ли беше, Филипчи ли беше. Значи, за нив е тоа совршенство. Не интересира име. Што е тоа име? Исто како денес, пак ќе повторам во истрагата на Пулс, што велат, што има врска дали декоја пуштил мрежата на Евана или на мрежата на Кочо Ангјушев. Нема врска тоа. Ама прскалките имале врска. Исто и Зоран Заев. И затоа тоа претходна влада удари толку многу силно, се со една цел да се скрие овај хронисан доказ на летната равнодневница. Бидејќи значи ослободување на сите македонци во целиот свет. Ама 99% македонците молчеливи, 9%, повеќе од очигледно е дека сакат да имат катанец на умот и пранги на нозето. Знаете зошто? Затоа што отстранетата симетрија од една Равенка и незината предвидлива елеганција секогаш со ваков ум кај сите нас ќе исчезнува. Затоа и овие кои што не владеат
овие 2000 години, Цинцилегија ди Рома, научиле како да ја отстранат слободата на едно општество и неговата морална кохерентност секогаш ќе се еродира. Нели, паралелите од денес се само метафорични. И како физичките закони остануваат инвариантни под трансформации на просторот и времето, така и достоинството на човекот мора да остане инвариантно под трансформациите на политичките околности. Ако не остане, доаѓа до тој дисбаланс и доаѓа до она што никој не сакаме да бидеме Венецуела, а секоја држава може да биде Венецуела. Бидејќи во овие моменти кога земјата го завршува својот пат, низ прстените на оконе, најмалку што треба е да биде анархија. А овие нарочито прават анархија за да се повеќе и повеќе се истребе човечанството. Така да земјотресите самите ние се ги предизвикуваме. Самите ние сме рутери пред Бог кој што одлучува што и како. Влада која што тврди дека има легитимитет, поради забите нови уште не можам да се навикнам, значи секоја влада која што тврди дека има легитимитет, додека ја разнишува автономијата на сите нас како граѓани, се однесува како неисправна равенка што се представува дека ја опишува реалноста, обичната реалност кај сите нас. Која што исто така представува, нели, опишување на реалноста додека Тивко ги крши незините најфундаментални ограничувања. Трагедијата на нашето време, на сите нас денес, лежи во ширењето на јазот помеѓу природниот поредок, што го држува животот и вештачките структури што се повеќе му се наметнуваат на нас, на човечанството. Вие одлучите, македонци, дали Македонија треба да биде Венецуела, затоа што нема да верувате дека Македонија нема поврзано со Венецуела или со Србија или со јужноамеричките земји. Ја умеам да се насмеам и да кажам, кога снег заврне во Кочани, сите се радуват. Ама кога ги излегнат и кога ги видат не е нешто за шмркање, сите се разочарат. Така да размислете. Има нешто што е поврзано со Бог и со Македонија. Има нешто што е Божјо и што треба да се врати. И тоа зависи од нас дали ќе го вратиме или не. И дали ќе гледаме сеир, како што досега овие 10 години чекавме Владо Павлов да биде убиен, ликвидиран или ставен на гилотина, или не знам што ли не. Тоа се тие ниски вибрации. Само верујте во едно. Македонецот не се плаши од смрт. Затоа што знае дека тоа е преодна фаза. Затоа што знае дека неговиот дух е вечен. И на крајот да завршувам сето ова со доказите од свеќето на животот, од артефактот кој што е украден и неговата геометрија треба да научи една многу битна лекција. А тоа се скршените образци дека можат да се обноват. И таа црта која што е ставена на друга страна на цвеќето на животот, ова генерација на македонци можеме да ја вратиме и да биде симетрично,
секоја црта од свеќето на животот, што значи дека ако сме ослободени, ако сме оплеменити со вистината, која што сама по себе потоа ќе дојде до обединување на сите нас, јас верувам дека во тој временски период ќе испуниме целта на свеќето на животот, да тоа е дека скршените образци и нашите грешки може да се обноват. Бидејќи кога едната структура се крши, подложната симетрија не исчезнува. Таа само чека повторно да биде откриена. Тоа е тоа што Владо Павлов секогаш ви го кажува, тоа е тоа што сакам да ви го објаснам, дека јас немам патенти. А и она што ни од Бог дадено не можеме да го патентираме. А и плюс, што некогаш е постојало. Ние само го воскреснуваме и возобновуваме истото што некогаш постојало. Затоа и многу пати ќе кажам дека органот не е дело само на Вилхелм Рајх. Органот е дело со кој што работел и Никола Тесла. Органот е дело со кој што работели македонската царска династија, посебно Филип и Александар. Органот е и би светлина. Затоа што името орган денес е наметнато на името етер. Ако верувате дека може да живеете без етер, а само со кислородни и водородни атоми, тогаш нема проблем. Слободно може да одите во рудникот на Семир Македонски, каде што ви убедува дека има минус 30.000 негативни иони, а не знам дали знаете таа количина на негативни иони, која запалка е во вашето тело, и не знам дали знаете дека негативните иони секогаш се поврзани со кислородот. Колку повеќе негативни иони, толку повеќе ќе имаме трошење на кислород, односно создавање на оган. Затоа и негативниот ион или етерот е запалката на Богот во нас, кој што го представува Богот како оган, а тоа е кислородот. А потоа кислородот со горењето на протеините и јаглено-хидратите ни дава енергија. Така да ги прашаме колку протеини и јаглено-хидрати конзумирале пред да влезат во тунелите на Семир Македонски. Истите овие правила важат и за сите нас и за човечкото општество. Под бурите на политиката и конфликтот денес, подлабокиот импулс кон рамнотежата останува во нас, во нашиот човеков дух. Луѓето на инстинкт бараат правичност, соработка и меѓусебно достоинство. Затоа што овие карактеристики ја одразуваат структурната логика на самиот универзум. Па како ние можеме да постоиме кога универзумот така постои, а велиме како е горе, така е доле? Тоа е исто како што ни се представува, што значи дека идентично како што реката секогаш на крајот ќе го најде својот пат околу пречките за да продолжи да тече кон морето. Така и нашата македонска човекова желба за слобода обично се враќа кога е потисната подолг период. И па повеќе од 2000 години да бидеме во робство македонците и да не сакаме како реката да го најде својот пат и да ги поминува сите пречки за да стигне до морето. Па тогаш треба на вистина, македонци мои, да забораваме на ово човечанство. Да забораваме на универзумот.
Затоа што 2000 години ние сме во робство на Цинци Легија ди Рома. 2000 години е нашата човечка желба за слобода. Затоа што се враќа поради тоа што е потисната подолг период. 2000 години македонци. 2000 години вакви ботови ве малтетираат со ниски вибрации, каде што не смеете да кажете 100% кочанци дека Деко бил поврзан на мрежата на Кочо Ангјушев, од таму експлозиите и сето оно што се случило. Затоа боговите во стилот на јавно обвинителство ќе ви кажат што има врска дали Деко бил поврзан на мрежата на Евана дистрибуција или на мрежата на Кочо Ангјушев. 2000 години. Македонци, 2000 години со катанец на умот и пранги на нозете. И се надпреварувате кој е поголем филозоф од секого. И се тепате кој да го пренесете знаењето на Семир. И се тепате кој попрво во минатото да дојде до Владо Павлов, да дојде до некој откритие и да го пренесе. 20 години преку 100.000 издајници поминавте преку Владо Павлов. Зошто? Барем се ослободивте? А? Дали ви имате слобода што го издадовте Владо Павлов? Ако сте слободни, и ако навистина, како реката кога на крајот од својот пат го пронаоѓа морето, поминела низ многу пречки, тогаш немам ништо против. Ако имате слобода за сето ова издајништво студијни македонци што го направивте врз Владо Павлов и сте нестрекни денес што Владо Павлов е се уште жив, тогаш барем за вашата слобода ќе молчам и ќе ве поздравам. Замислете, да се признае ова, ќе каже некој дека е теорија на заговор, дека е забеган, или ќе каже дека е наивен оптимизам. Не, македонци, ако го признаеме робството, ќе кажеме дека ова е геометриски реализам. Бидејќи секој систем, па и нашиот македонски, што се оддалечува премногу од рамнотежата, на крајот ќе се соочува со корективните сили на реалност. Падна Персиското царство, падна Римското царство, падна многу империи и царства денес. Ама Македонија се уште постои. Како е возможно да паднат толку империи, а нашата Македонија уште да постои? Па макар била моментално и северна. Дали сме ние денес северна или централна, доправо тоа ќе го докажеме, затоа што и таа плоча со овие афионски чушки, кои што велат дека е надгробен споменик на дедо му, на Срđan Керимбек, или Ѓорги Влахчето од Виница, кој што е направил виничката афера на осоговци на организација да ги однесат у Анадолија пред Илинденското востание, дека било надгробен споменик негов. Каде е поврзаноста на Керимбек со афионските чушки и махот, не знам. Затоа империите се распаѓаат, идеологите бледнеат, а структурите на доминација исто така ќе почнат да се распаѓаат под тежината на собствената неравнотежа. Оно што останува повторно и повторно е постојаната
архитектура на нашиот сам живот. Типка, издржлива симетрија, што ниту еден декрет или оружје не може трајно да ја избрише. Затоа одговорноста на секоја генерација и одговорноста на сите нас како македонци денес е да ја заштитиме таа архитектура и да обезбедиме линиите што ги поврзуваат, што не поврзуваат сите нас и луѓето, да останат флексибилни и живи, наместо да се стврднуваат и да бидат во синџири. Тогаш ќе верувам дека македонецот ќе се обедини. А ние се уште првото правило не сме го поминале. А ние збореме. Ние збореме за оплеменување, ослободување и обединување. Ние се уште не сме оплеменети и не веруваме на вистината. Во чест на тие три правила македонецот живеел 10.000-11.000 години. Направете математика. Од Македон до Исус. Па рачунете колку македонецот бил владетел. Колку цареви поминале македонски. 700 години 700 години, да, пред Тројанската војна е Македон. Стајте ги годините пред Тројанската војна и дојдете до Исус. Ќе видите колку македонски цареви поминале и колку години е тоа. Тогаш слободата нема да не биде на сите нас тежина, затоа што слободата тогаш нема да е абстрактен слоган, туку ќе биде нашата жива симетрија на новата цивилизација што доаѓа и тоа што е представено на цвеќето на животот, каде што тоа ќе биде таа невидлива оска околу која ќе се врти целото наше човечко достоинство. И нашиот принцип кој што ќе ни дозволи на нашата голема човечка организација да ја одржуваме равнотежат меѓу сите нас, идентично како по широката геометрија на космосот. Кога стравот и авторитарната амбиција ќе се обидува да ја испрдат таа оска, резонантната дисонанса секојаш ќе се одразува. Затоа ве разбирам сите. Потпуно ве разбирам сите. Вие не сакате да живеете во слобода. Затоа и нападот е голема одбрана. Затоа ги си типувате некои како Владо Павлов и само со ботовите ќе го... А зошто? Затоа што не сакате да си признаете дека сме со катанец на умот и пранги на нозете? Затоа што не сакате да си признаете дека за овие 2000 години во робство на цинци, легија и рома ние македонците? Па и јадници реки го најдува својот пат да стигнат милион пречки до морето и да биде слободна таа река. И јадници реки овие 2000 години го пронајдува патот да стигнат до морето со милиони пречки. А македонецо му остана само желбата. А на дело Кичановиќ. И затоа не треба се лутиме на никого. Треба секој од нас да си признаеме
дека низ огромната архитектура на постоењето, симетријата не е само естетска интересност, туку тивка граматика на самата реалност. Од спиралните рачки на галаксиите до билатералната елеганција на живите тела, универзумот изразува длабоката посветеност на равнотежата. Физичарите ова ќе го наречат зачувување, математичарите инвариантност, биолозите хомеостаза, а поетите ќе ви кажат дека ова е хармонија. Тоа ни треба. Ни треба хомеостазата на биолозите, ни треба хармонијата на поетите, ни треба инвариантноста на математичарите, ни треба зачувувањето кај физичарите, за да дојдеме до конечната слобода после 2000 години робство од Синци Легија ди Рома. И под овие различни јазици, секогаш ќе имаме едната единствена вистина. А таа вистина е дека животот цвета таму каде што животот секогаш ќе цвета таму каде што равнотежата може да се развие. И тогаш секој организам, кај секого од нас, од микроскопскиот до планетарниот и геометриската преговорка помеѓу сите сили, растење и ограничување, движење и мир, индивидуалност и колективен ред. Во овој смисол, нашето постоење ќе наликува на огромен жив мозаик, во кој секое битие ќе придонесува со неговото теселирано парче кон поголем шаблон, каде што ќе зависи од секоја наша кохерентност. Или шаблон преку кохерентноста кој што ќе зависи од слободата на секој дел да го заземе своето право место. Затоа што ако остранеме и понатаму слободата, и понатаму сме со катанец на умот и прањги на нозето како овие 2000 години, секогаш ќе изобличуваме симетријата и дизајнот секогаш ќе почне да се распаѓа. И затоа е борбата за цвеќето на животот, и затоа ќе се борам до крај. Не можете тука никој да ми помогнете, бидејќи од ова страна сум сам со ваков тип на знаење, а од другата страна до тимот на Семир Осман Агич, тоа е една голема масонерија на Рокфелери кои што имаат за цел да се ја представат Македонија како нивна земја, од онаму каде што били испадени, од барата Плиска, кој што денес ви е Охридско езеро. А и најмногу поради тоа што ја немате слободата и се плашите. И кога се плашите, и кога не сакате да признаете, секогаш вината ќе ја барате кај оние што не се плашат, кај оние што се без пардон и немаат влакна на јазикот. И за да се докажете поголеми од нив, во вашите кругови ќе ги омаловажувате, ќе ги смејувате, а не свесни дека сите пред Бог сте смешни. Запомнете, цвеќето на животот не учи дека геометријата, повторувам, служила како најстара метафора на човечанството за космичкиот ред. Одлуката е на секого од нас.
Затоа ми требаше мир. Затоа реков дека ќе се борам. Затоа ви кажав дека тешко е да биете Владо Павлов. Затоа ви кажав дека во ова битка на знаење, идентично како Ѓорги Победоносецот кој што уништувал аждајата, или Ѓорги Победоносецот ја уништувал тогашната култура и религија на Молохот, треба да имате навистина многу време и треба да сте надарени. Не ви наоѓа мана што не можете, затоа и целиот мој живот помина во создавање на келии, на мои тимови, за да се работат, за да имат за нивните фамилии, за да помогнат на човечанството, а да помогнат и на мене во мир да го работам ова што е најтешко за секој човек денес во 21. век, а посебно во Македонија, каде ова света земја полека но сигурно стана земја на дрскиот крал. А тоа го докажа Пулс. Поголемиот број на келии се неуспешни. Не сум материалиста. Многу падови, многу загуби. Али среќен сум што ќе продолжам и понатаму. Верувам дека сум повеќе отворен од сите овие 20 години и верувам дека моите тимови ќе успеат со она што поминале со мене. Верувам дека ќе ми направат да бидам во мир, затоа што мојата цел не сакам ни динар од буџетот на Република Македонија и се тоа што го правиме сами, а Тино и останатите барат во Европска Унија, а за вакви тимови и за вакви како Владо Павлов, Тино, државите во Европска Унија тргаат 3% од бруто националниот доход. А јас не барам ништо. И нема да барам. Јас само барам во мир да не ги дирате моите тимови, затоа што вие сте винови. Затоа што ако се докаже дека сте украделе плочата, ако се докаже дека целта ви била да го арнесате гробот и на него да изградите стамбен комплекс, ако се докаже дека веќе е уништен храмот на Сонцето во Кочани, врз него има Алекс. Не Алекс од Кочани. Еден дечко има помолсин, му се вика Алекс. Да, и тој е Бог. Па не знам, македонци, сватете сами една реалност, колку богови направивте од луѓе во Македонија или колку крали ви направивте, а се уште немате крал што ќе застане во одбрана на сите вас. Потребно е да владееме идентично како кварцната плоча цвеќе на животот, каде што кристалната симетрија на незините минерали е нешто многу совршено. Ако некој верува дека таа напредна цивилизација пред години била толку наивна, глупа, тупа и неупотреблива и може вибрацијата и фреквенцијата на градот на светлината да биде високо кој што е град на темнината, град на месечината, град на зимната равнодневница,
И сега ќе го криеме тоа, па наеднаш со кристал, нели, го удари по глава Семир, па сега ги поврза со Плеадите. Дочера беа поврзани со Сонцето, со Драгоно, а сега наеднаш со Маја се поврзаа со Плеадите. Не, тие се поврзани, тие се Алфа и Омега, тие се поврзани со зимската равнодневница и доказ дека постоела една иста цивилизација и дека Балканот е место од каде што започнало све и каде што се ќе заврши. Дајте конечно, без страв, без лакно на јазикот, да ја направиме златната спирала, идентично како што се виткани школките, идентично како што се представени галаксиите, и да следеме големата мајка. Да не опште со природните појави со силен ентизитет. Не можеме да го надминеме без одредени катаклизми. Не можеме. Затоа што менувањето на половите е невозможно без катаклизма. Ама можеме да помогнеме да не биде со големи сразмери. Затоа беше негативниот јон, затоа беа оргонските пирамиди, затоа беше цвеќето на животот, каде што сите линии се прекрстуваат, треба да има пирамиди оргонски, за да ја балансира земјата кога ќе се повлече од прстените на Алконе. Затоа и ова лето ќе биде не топло, него радиоактивно, и така натаму, да не збориме на таа тема многу, оти пак ќе ми најдете мана, али се е наше право и се е слобода волја. Дали ќе ја вратиме геометријата да служи како најстара метафора на човечанството за космичкиот ред или не, ќе зависи од нас. Дали како реки, како илјадниците реки што помина за овие 2000 години и со милион пречки дојдоа до морето, конечно ние македонците со нашата желба ќе дојдеме да се ослободиме после 2000 години робство од Синци, Легија ди Рома, зависи од секого од нас. Разберете, слобода. Ништо друго. Затоа што слободата е нешто што не може да се купи со милиарди евра. Ама за да нема таа слобода, стравот секогаш бил инструмент преку кој несразмерната моќ ја легитимирала самата себе. Тоа е тоа изобличување, внесено во симетричната равенка, каде што стравот ја менува перцепцијата, додека не се појави потребата за дисбаланс. Го странеме стравот, да живееме во мир, љубов и хармонија, да се конектираме со универзумот, со Бог, да не живееме со плеките на, според мене, нели, на камен, неговите плеки ќе бидат црква на Исус, а древните македонци, древните христијани, нит како исламот, што нема лик на Мухамед, така и ние не сме имале ликови, туку сме имале нешто друго, ама тоа е друга тема. И не дозволувајте, македонци, оно што е ваше културно наследство, некој да ви го зима. Затоа како лав ќе се борам да докажам дека цвеќето на животот е синоним за градот на пирамиди и за градот на светлината,
бела. Тоа што ниту една држава во светот не го докажала. Со ледната равнодневница и со символот на цвеќето на животот како град на светлината. Покрај овие аргументи со пирамидите и со цвеќето на животот имаме уште многу други аргументи. Извинете ми, овие видеа мора да бидат малку подолги затоа што не можам на прост начин да ви објаснам. Не можам да бидам како јутајберите и како TikTok. Ова е многу суштинско прашање за сите нас и ќе молам и после ова мое видео во слободно време да го слушнете, детективски да го обработите, да разберете поентата што сакам да ви пренесам, затоа што никаде ова нема да го слушнете. Ниту кај Васко Ефтов, ниту во телевизија Сител, никаде во ниту еден портал, ниту во Алфа, затоа што Универзитетот на Колумбија го креира јавното мнение кај сите. И ако еден излегне од матриксот, во случајот Владо Павлов, сите се обединуваат со нивните ботови врз Владо Павлов. Секој оној на кого му смета Владо Павлов во вашата фамилија, запомнете го ова, е непријател на македонизмот, а е пријател на Антихрист. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија, а право е ваше дали ќе верувате или не. Јас ви велам од искуство, од сето оно што го поминав овие 30 години, посебно последните 15 години, посебно последните години од 2020 година, секој оно што ми нашол мана, а не ме познава, е поклоник на Антихрист. И негово право си е дали ќе ме плука, обезглавува или било што. Вие, вашите непријатели, во вашите домови, секаде околу вас и надвор од вашите домови, ќе ги пронајдете по она што се противници или не се противници на Владо Павлов. Сакате верувате, сакате ич не верувате. Крајно внимателни. Уште многу малку, а ќе ви кажам кога, што и како ќе биде големиот крст, за кој што треба една голема работа да се заврши. А таа голема работа е повторно поврзана со Македонија, повторно поврзана со цвеќето на животот, повторно поврзана со символиката на цвеќето на животот, каде што централно се прави крстот и каде што се спојуваат вертикалата со хоризонталата, таму е резонантната кутија. Не бараме од никого поддршка. Бараме да го спасеме човечанството како секогаш. Крајно внимателни. Убав вечер, љубов и само љубов. За сите вас. Крајно внимателни. Во овие моменти, пред големиот крст, најмалку што е потребно е да останете во робство.
Добра ноќ, љубов и само љубов. Ве сакам сите и запомнете и доброто и злото доаѓаат од Бог. Мора да има темнина и светлина, мора да има ден и ноќ. Ама како што завршува денот и доаѓа темнината, така и ова ера на темната риба завршува и мора да дојде ерата на светлата водолија. Сакале да прифатат или не? За вас. Стојам на ивици утре, без сувишних питања. Годинама сам ходал по туѓим путевима. А сада слушам како дише овај град, док се полако мирим со собом. Не куцам више на врата, која ми не припадају. Пусти нека причај, речи су прашина у покрету. Моја тишина вреди више од свих нjihovih saveta. И вика. Ех, моје кочани. Плаши ме да чују за ова место, па да доđu svi и покварени. Погледнете го почетокот. 20 години го промовирам кочани. Ве молам, слушнете внимателно. Плаши ме да чују. Се плашам да слушнат за ова место. За ова место, па да дојдат сите и да го расипат мирот. И покварени, а ја не знам дали после. А јас не знам каде после. Ќе го најдам лекот на својот немир. За свој немир. Плаши ме да чују за ова место, па да доđu svi и покваре мир. А ја не знам дали после нашao лек за својот немир. И овде се умира као суда, то не заобиđeni je крај, али овде се некако лепше живи и да трае бар мало дуže. Токму трае малку подолго, поради тоа што е град на денот, град на светлината, град на летната равнодневница. И кога ќе завршиме нашата мисија, доаѓа овој дел.
Као да их нема, срце лакше дише, памти ми даде. Срце лакше дише и те даде. На крајо, кога ќе доживееме слободата, лошите денови никој од нас не треба да ги враќа. Знам ја добро како да изгледа, кад се вуче и кад нема крај. Зато чутим кад оде сване, као да не смеем да хвалим се. И све што сам носио дуго, овде полако губи глас. Не кажем ништо, само попусти и остане негде иза нас. Ни ово не трае, зато ми толико значи. Ништа од мене не тражи, чутим и остаjem tu. Srce lakše diše, srce lakše diše, kao da ih nema. Srce lakše diše, pamti mi dane. Srce lakše diše i te dane. Ovde se lakše diše, ovde se lakše diše. Ќе направам се лесно да се дише во Кочани и Кочани да биде град на светлината.